Здраво ученици, добре дојдовте во нашата училница. Јас сум Наташа Лабаков-Скапчевска, наставник во Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев од Битола. Денес заедно со мене ќе проследиме еден час по математика, односно утврдување на знаењата по математика за собирање и одземање во обем на бројот 20. Ајде да започнеме. Целта на овој час, како што веќе кажав, се утврдување на стекнатите знаења за собирање и одземање во обем на бројот 20. Да знаете да именувате елементи при собирање, да знаете да именувате елементи при одземање, да знаете да собирате и одземате во обем на бројот 20 со користење на бројноска, да наоѓате непознат собирок во збир кој изнесува 10 и да пресметувате збир и разлика во обем на бројот 20. Ајде да видиме што гледаме на сликата. Да изброиме колку сини звездички и колку виолетови звездички имаме. Ајде да започнеме, вие сигурно знаете. 2 сини звездички и 3 виолетови звездички, меѓу нив имаме знак плюс, веќе ни е познат, тоа е знакот за математичка операција собирање. Ако ова го запишеме со бројки, изгледало вака. 2 плюс 3 е еднакво на, ајде да видиме како се собираше. Прво ги броиме сините звездички. 1, 2 и продолжуваме. 3, 4, 5. Значи, точниот одговор е 5. Ова сигурно не беше многу тешко. Но, ајде да видиме како го викаме бројот 2, а исто така и бројот 3. Дали се сетивте? Бројот 2 ни е собирок, бројот 3 исто така собирок, а како се викаше ученици бројот 5? Сигурно погодувате. Бројот 5 се вика збир. Значи, кога имаме собирање, имаме собирок, собирок, збир. Да одиме на наредната активност. Имаме 6 зелени топчиња. Ајде да ги зброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако две од овие 6 топчиња дадеме на едно другарче, тогаш ни остануваат колку ученици? 4 зелени топчиња. Како ќе го запишеме ова математички со бројки? Ќе запишеме. Сме имале 6 минус 2, кој што сме ги дале на наше другарче. Колку ни остана? Ни остана, ајде да изброиме, 1, 2, 3, 4 зелени топчиња. Кај собирањето имавме собирок, собирок, збир. Но што имаме кај одземањето? Дали може да се сетите? Број 6 го викаме намаленик. Број 2 го викаме намалител, а резултатот ни е разлика. На следната слика имаме бројноска. Што е тоа бројноска? Тоа е една права линија на која се означени броевите од 0 до 20. Имаме и пчелки, цветчиња, гледате многу убава пролетна слика. Ова бројноска ќе ни помогне во нашата наредна активност. Во што се состои нашата наредна активност? Тоа се ученици задачи со собирање и одземање. Јас ќе ви помогнам во првата задача. Ајде да видиме како ја користиме бројната оска. Имаме 7 плюс 4. Кога имаме собирање, на бројната оска се движиме надесно, од лево надесно.
додека кога имаме одземање, се движиме од десно налево, почнувајќи од првиот број кој што ни е даден во задачата. Ајде да ја видиме првата задача, ученици. 7 плюс 4. Значи, почнуваме од бројот 7. Тој ни е првиот собирок. Еве го на бројна оска бројот 7. Кога имаме собирање, одиме, значи, надесно. И одиме за колку места надесно? За 4, колку што ни е вториот собирок. Одиме. 1, 2, 3, 4. Стигнавме до бројот 11. Ајде да провериме дали ни е точна задачата. Токму така, 11. Овде можете да го стопирате ова видео и да пробате да ги решите сами задачите, а потоа заедно ќе ги провериме останатите одговори. Се надевам дека ги решивте задачите и ајде да ги провериме одговорите. 8 плюс 5, 13, 12 плюс 4, 16, 10 плюс 7 е 17, 17 плюс 3, 20, 9 плюс 6 ни е 15. Сега ќе си земиме друга боја за полесно да ни се разликува собирањето и одземањето. Ајде да видиме на наредната задача. Имаме 8 минус 4. Почнуваме, значи, од бројот 8. Одиме во лево. Колку места, ученици? Колку што ни е намалителот. Значи, намаленикот ни е од 8. Од 8 одиме за 4 места налево. Одиме. 1, 2, 3, 4. До кој број стигнавме? Тоа е бројот 4. Ајде да провериме дали е точна. 4, тоа е точен одговор. Исто така, тука може да го паузирате видеото, а понатаму ќе ги провериме решенијата на останатите задачи. Еве ги решенијата. Наредната активност ние, значи, треба да најдеме кој број ни недостига за да имаме збир 10. За оваа активност, ученици, може слободно да ги користите вашите рачиња. Значи, имаме собирок 7, уште колку треба да му додадеме за да добиеме 10. Ајде да видиме. Тоа се 7. Уште колку прстиња ни недостигаат до 10? 1, 2, 3. Значи, пишуваме 7 плюс 3 е еднакво на 10. Понатаму, обидете се сами. Секако, ќе бидат дадени во прилог и точните одговори. Еве ги решенијата на задачите кои што беа дадени претходно. Имаме уште една активност со помош на бројна оска. Ајде да одиме со првата задача. 12 плюс некој број ни е 16. Ајде да видиме, ученици, кој е тој број. Почнуваме, значи, од бројот 12. Еве го на бројна оска. Еве ни го бројот 12. Треба да стигнеме до бројот 16. Ајде да видиме колку броеви има меѓу овие два. 12, собираме на надесно 13, 14, 15, 16. Колку броеви избравме? 1, 2, 3, 4. Значи 12 плюс 4 ни е 16. Овде може да го стопирате видеото, а во прилог ќе ги проверите точните одговори на задачите. Еве ги точните одговори.
Уште една активност, ученици, тоа се задачи кои што треба вие да ги решите во обем на бројот 20. Имаме првата колона ни се собирање, а втората колона ни се одземање. Обидете се, а потоа заедно ќе ги провериме решенијата. Еве ги решенијата на задачите. Се надевам дека не ви беа многу тешки и дека точно ги решивте сите задачи. Доколку сте погрешиле некаде, обидете се повторно. Решете ги оние задачи каде што сте погрешиле уште еднаш. Затоа што бевте многу вредни, еве едно големо лајк од мене за сите вас. Ви благодарам, ученици, на вниманието и ве поздравувам до наредното видување.